Вие сте човек кој што исклучиво ги разбира капиталните инвестиции од аспект на инфраструктурата. Ние имаме еден наратив во овој буџет дека 800 милиони евра се предвидени за капитални инвестиции, ама сметам дека тоа е една навреда. Навреда е кон граѓаните, навреда е кон индустријата и навреда е кон стручната јавност. Да не речем некој збор кој што се граничи со рамките на едно културно однесување. Зошто го мислам тоа? Заради тоа што не можеме да очекуваме ние дека влада која што има толку слаб капацитет во реализација на овие капитални инвестиции, дека истите ќе ги искористи. Заради тоа што за нас е дискутабилен прво капацитетот административен за да може тие да се реализираат, второ и мотивот. Знаеме дека оваа влада почна многу амбициозно во насока на ветување дека во оваа држава ќе се изградат автопати, магистрални патишта, регионални болници, училишта и вене 6 години подоцна, ова е 6 буџет, ништо од тие ветувања се нема реализирано. Без малку да нема крај во Македонија, каде што има огромно незадоволство заради тоа што оваа влада не испорачува капитални инвестиции и капитални проекти. Не е отпочнат ниту еден нов автопат. Магистралните и регионалните патишта се довршуваат од некои претходни влади, нема ниту еден нов завршен проект на некој нов магистрален или регионален пат. Ние можеме сега тука да зборуваме дали тоа се реализирало или не. Еве нека излезе некој, нека ми каже во овие 6 години кој министер за транспорт отпочнал барем проектирање и го завршил барем проектирањето за некој патен правец. Не мора да распишал набавка или тендер или да избрал изведувач. Понатака болници нема, училишта нема, средни училишти нема, градинки тука или таму по некоја заради тоа што биле завршени процесите од претходно и затоа го зборуваме ние ова што го зборуваме. И сега до 15.12 53% реализација на капитални инвестиции во услови на 100 милиони намалени во ребаланс, ние ќе зборуваме дека 800 милиони евра ќе се реализираат, нема да се реализираат. Еве ние имавме една друга идеја, не сакаа да ја прифатат заради одредени политички, би кажал, заложништва на сопственото мислење. Ние вака велиме: дајте од тие 800 милиони евра, да видиме се што може преку одредена програма да докапитализираме према општините, нека аплицираат општините со проекти до одредено министерство, дали е тоа животна средина или транспорт и врски, сите 80 општини да имаат еднакво право да ги искористат тие средства и на тој начин да се качува реализацијата на капиталните инвестиции. Добивме одговор дека не биле задоволни од тоа како општините реализираат капитални инвестиции, истите овие кои што 1 километар автопат немаат испроектирано, а камоли да имаат нешто изградено. Без малку ситуацијата е безнадежна, нема да се изгради ништо, еве 6-та година истите фрази, кога ќе се зборува за некој кој што изградил, ќе се споменуваат лица кои што веќе не се активни во политиката и така ние 6 години си возиме на истата работа. Морам да кажам дека сум исклучително песимист за капиталните инвестиции, сето она кое што ќе биде наредната година ќе биде трошење на народните пари без никаква дополнителна вредност да се остави. Благодарам.